Тројца рибократци паднаа во рацете на полицијата. Фатени се на дело како ловат риба во период на мрестење. Еден од уапсените е полицаец. Пред 5 дена се откриени рибократците. Велешката полиција во соработка со Државниот инспекторат за земјоделство и Сдруженијето на спортски риболовци Бабуна спровеле акција за откривање незаконит лов. При проверката на течението на реката Бабуна во горниот тек кај Војнички мост е откриена 3-члената група рибократци. Во реката направиле брана од трње и гранки, каде планирале да фаќаат скобал кој во овој период се мрести. На местото е пронеден и автомобил кој полицијата го одзела. Инаку при легитимирањето е утврдено дека еден од рибократците е вработен во Велешката полиција. Во писменото соопштение на СВР Велес се вели дека против него е веќе покрената казнена постапка. Едно од трите лица кои се затекнати при незаконит риболов е полициски службеник во полициската станица во Велес, за кого веќе е започната постапка во секторот за внатрешни работи Велес, во која е вклучен и секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи. Се вели во писменото соопштение испратено од Велешкиот сектор за внатрешни работи. Од полицијата и Државниот инспекторат за земјоделство велат дека и во иднина ќе продолжат заедничките акции со Сдруженијето на спортски риболовци. Поради отпочнување на забраната за риболов додека трае мрестот, ќе има засилени контроли чија цел е спречување на незаконитиот риболов. Да ја поттикнеме солидарноста, да се грижиме за другарите со тоа што ќе го споделиме она што го имаме. Тоа се целите на проектот Среќните срца не стареат никогаш, кој партнерски го реализираат Основното училиште Благој Кирков од Велес со училишта од Хрватска и Романија. Токму Велес се домаќин на ученици и нивните наставници од двете држави. Со ваквите мобилности се разменуваат искуства и се рушат меѓукултурните граници. Добро е тоа што како две општини соработуваме на овој проект за солидарност и добро е тоа што ги одржуваме врските помеѓу двете општини, односно помеѓу градовите кои што сме збртимени. Теком цела година имамо разни активности. Преку целата година имаме разни активности, чија тема се поттикнување на солидарноста и толеранцијата. Во многу активности има меѓугенерацијска соработка, а вклучени се и деца кои им помагаат на нивните врсници со потешкоти или на оние кои се посиромашни. Проектот е поставен на хуманоста и солидарноста. Тоа се обезбедува најмногу преку хуманитарни и донаторски акции. Во нив вклучени се речиси сите ученици од училиштата кои се дел од него. Донираат облека, обувки и останати производи, но изработуваат честитки и други сувенири кои подоцна ги продаваат, а со собраните средства им се помага на посиромашните ученици. Станува збор за проект во кој што е доминантна хуманоста и солидарноста, значи една база, една основа на која што досега не сме имале развиена соработка. Очекувам дека најмалите амбасадори, односно учениците од овие 3 општини, ќе придонесат и соработка на повисоко ниво, односно веќе следниот пат и општините да изразат желба за создавање, подпишување на некој меморандум за соработка. Меѓународната соработка станува модел кој започнуваат да го пременуваат повеќе училишта од градот. Досега воспоставени се многу релации и врски преку различни проекти. Директорот на Велешката гимназија на криминален начин организира ученичка екскурзија. Обвини денеска општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Од партијата велат дека екскурзијата за учениците од 3-та година е реализирана без да се почитуваат законите. Во првиот обид за избор на превозник се откриени низа нерегуларности, по општинските власти го поништиле огласот. Тогаш на тендерот е избрана штипската компанија Црво Експрес. И во вториот јавен оглас за избор на автопревозник за изведување на ученичката екскурзија е избрана истата компанија. Иако изборот бил направен на 7 месецов, по само 3 дена учениците заминале на предвиденото патување. Во постапката е повреден член 22 од правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии, бидејќи екскурзијата е изведена само 2 дена по отварањето на понудите, а согласно погоре наведениот член,
Неизбраните кандидати имаат право на жалба во рок од 8 дена преку училиштето до градоначалникот на општина Велес, со што е повредено уставното право за второстепеностна постапка на другите учесници, екскурзијата е спроведена со нереализирана комплетна постапка. На обвинувањата на социјалдемократите реагираше градоначалникот Славчо Чадиев. Вели дека е запознаен со случајот и во моментов општинскиот просветен инспекторат ја проверува постапката по која се водел изборот на автопревозник за ученичката екскурзија. Ова е втора постапка за токму за ово училиште. Првата постапка на жалба ја пониши целата постапка градоначалникот, се отвори повторна постапка, до моментов до градоначалникот нема стигната ниту една жалба за самата постапка. Оној момент кој ќе пристигне било каква жалба, градоначалникот ќе постави според жалбата, меѓутоа мимо сето тоа, иако има жалба на постапката, мимо сето тоа градоначалникот го испрати инспекторот на воден инспекцијски надзор и ги чекаме неговите записници. Од СДСМ побараа за случајот да се заинтересира и основното јавно обвинителство. Доколку тоа не покрене постапка, од партијата најавија дека ќе поднесат кривична пријава против директорот на гимназијата. Фудбалерите на Борец продолжуваат со променливите игри во пролетниот дел од полусезоната. По трите победи на домашен терен, викендов го забележаа и третиот пораз на гости. Во ранки на 17-тото коло на третата фудбалска лига Јужен регион, Борец е поразен во Валандово од екипата на победа со 3:0. Домакинот беше подобар тим и заслужено стигна до бодовите, со кој одржа чекор за лидерот Вардар од Неготино. Велешани останаа на 21 освоен бод и ја задржаа 7-та позиција на табелата. Во наредното 18-то коло, Борец на градскиот стадион во Велес ја пречекува екипата на Големо Коњари, која е 2 позиции пониско пласирана, па затоа домашните ја имаат улогата на фаворит, а во едно од клубот очекуваат дека ќе го задржат 100% учинок на домашен терен во овој дел од првенството.